Убавите сончеви денови се пред нас, а изборот на научари за сонце е многу важен. Не само формата, туку и квалитетот на научарите кои што ќе ги одбереме. Одличен соговорник имам новаа тема, Марија Косторанова, оптометрист. Да слушнеме Марија како да го избереме правилно обликот и научарите кои што треба да ги носиме, особено во период кога има многу сонце. Добро утро. Добро утро. Мило ми е што повторно се гледаме на една интересна предстојна тема. Сонцето на сите ни значи, навистина ни е потребно, ни дава енергија, ни дава расположение, но мора да ги заштитиме нашите очи, затоа што УВ зрачењето е многу штетно и предизвикува одредени дегенерации, предизвикува катаракта, перде и многу други проблеми. И поради тоа првиот и основен избор при изборот на очила за сонце треба да ни биде заштитата, примарна. И сега, постојат повеќе фактори на затемнување на леките. Сега се многу светлите леки, кои што се наменети повеќе за урбани средини, дури внатре, да не ви смета. Да. Тие се поделени на категорија 1, 2, 3 и 4. Значи, категорија 1 се скроз светли, па категорија 2 имат мало затемнување, повеќе така, модерни. Па категорија 3 имаме која што веќе е позатемнета, но не е наменета за јако сонце, и категорија 4 каде што имате максимално затемнување, кое што е наменета за јако сонце. Но дури и категорија 4 не се препорачува подолго директно гледање во сонцето. За возачите е примарно да имаат поларизирани леки, каде што ќе имаат спречување и на рефлексијата. Така да во поглед на технолошкиот дел. Но сега доаѓаме на овој поинтересниот дел. Очилата треба да бидат дел од нашиот стил. Дефинитивно, дали ги сакаме тие за спортување, дали сакаме да бидат како некој моден детаљ, да одговара бојата, дали модерно венче, да, докажено е дека очилата, па дури има и венчиња, визери и капчиња кои што се во нив веднаш интегрирана и заштитата, така да се повеќе очилата стануваат моден детаљ. Значи, нивната реална функција зошто се измислени како заштитни очила, ја потиснува ова модната комбинација. И сега кога ќе ме прашат што е трендот во поглед на моделите, кажувам дека секој треба да се пронајде. Прво за намената, или што е во моментот модерно и актуелно, се е модерно. Модерно е да вие ако сакате да имате винтидж модел, например од Москот што се прославуваат 110 години, што истиот модел бил пред 110 години актуелен, го носел Марчело Мастројани, Џони Дип и така натаму, и се уште е многу многу актуелен и многу модерен за музичари, за луѓе со стил и така натаму. Може би сакате некој гламур, може би сакате некоја функционалност или шпански темперамент како етнија, па да внесете колорит и пак да ја имате максималната заштита, или да покажете некој луксус, како Валентино, како Дита, што се на некој начин повеќе статус очила, Картие, значи. Очилата може да се одберат и по карактерот. Барем по нешто го апсолутно. Дури значи со очилата праќате една порака. Јас кога ќе кажам, дури кога ќе ме спомнат, на пример, лично за мене, зошто не носам одредени луксузни брендови, ја велам, па не се чувствувам дека сум тоа ниво, нели? А некој може би сака да го тоа маскира и се чувствува убаво ако носи такви луксузни очила, така да најбитно е пред се нас очилата да не бидат со заштита, соодветна, тука сме ние да помогнеме со која заштита, да одговара на нашиот стил и да има потребната категоризација со намената за што ни служат тие. Например, може да имаме ние два пара, едни што ќе не бидат за елегантни прилики, а едни што ќе не бидат за спортување. Имаме специјално за одредени спортови, за бајкери, за велосипедисти, или за очила имаме специјални со специјални леки за рибарење, например. Значи, многу е битно, или за планинарење специјални, со заштита од страните, за да не влекува и сонце, и прашина, и ветер, и така натаму. Така да очилата пред се да се имаат функцијата, нели, намената, најмногу да ви одговара стилот, и доаѓаме до оној последниот момент што и tekako е битен, цената на очилата. Значи, ние може да имате и поевтини очила, да си ги купите или на попуст, или да бидат тие некој бренд што е поранешна колекција, но се има заштитата, но не купувајте само да наликуваат одредените копии,
кои што само наликуваат на некој фешн очила и познати брендови, а ја немаат соодветната заштита. Тоа е според мене најлошото. Дојдовме до крај формата. Имаме мачкасти, имаме четвртасти, ќе видат и гледачите сите форми ги има. Апсолутно. Бои на рамки, значи се има, се што сака. Да барам во денешно време имаме многу избор. Како се одбира формата? Барам за оние кои што еве прв пат купуваат или Формата на очилата дури може да ни прикрие одредени аномалии, например ако имаме изразен нос или ако одредена форма на лицето ако е округла, па може со мачкастиот облик таа да се издолжи, да се постигне некое издолжување. Со округлата добиваме малку поширење на лицето. Значи тоа е цела една наука, но пак ќе кажам дека тука пак доминира моментот на што е нашата желба и во што се чувствуваме ние убаво. Вие може на некого да му сугерирате дека формата не е соодветна за неговото лице, но ако таа одговара на целосниот стил и едноставно целиот впечаток кој ќе ги стави човекот е убав, тогаш тие нормативи престануваат да важат, нели? Исто и со боите, нели? Некои луѓе доаѓаат и кажуваат: "Не, јас не сакам никаква боја", па кога ќе пробаат и кога ќе таа одредена боја, истиот модел, на пример, го имаме во 6 бои, и кога некоја одредена боја ќе му даде свежина на ликот, топлина, или кога ќе се почувствуваат: "Вау, колку е ова убаво на мене", тоа е тоа. Така да секогаш теоријата и праксата не одат заедно, но пак ќе повторам, приоритет е чувството дека тоа е тоа, да го добиеме, нели, дека сме го пронашле вистинскиот модел и стил и пак соодветната заштита. Верувам дека ова интервју ќе им помогне во изборот на научарите, на граѓаните кои што не следат. Марија, благодарам. Се надевам дека предстојното лето ќе уживаат и да повторам дека постојат идеални дневни контактни леки за сите оние кои што сакаат да ги уживаат стаклата, потребните, нели, со заштита, но исто така имаме одличен избор на очила кои што се со клип-он, каде што ќе може на постоечките диоптриски да го стават клипот и да имаат веднаш очила за сонце. Така да win-win комбинација, повелете ќе го најдеме изборот.